Без манипулации на грбот на граѓаните, трговците да не ја злоупотребуваат актуелната состојба и да не ги зголемат цените на штета на обичниот човек. Премиерот Христијан Мицкоски ќе ги седне на маса газдите и директорите на ланците супермаркети со цел да не дојде до неоправдано вивнување на цените на сите производи. Очекува фер однос од трговците кон луѓето, за да може и владата да има фер однос кон нив, доколку пак се решат на злоупотреби за возврат ќе добијат владени мерки со цел спречување на поскапувањата. Сакам и со нив да поразговарам, да не се користи сега овој притисок да веднаш се зголемат цените и притисокот да се префрли врз потрошувачката кошница на граѓаните, за да не мораме ние како влада да преземаме друг тип на, би рекол, офанзивни мерки. Комисијата за заштита на конкуренцијата и Државниот пазарен инспекторат ќе го следат однесувањето на трговците на производи на мало и на големо, и врз основа на нивното однесување, така и владата ќе се однесува. Мицкоски изрази задоволство со состојбите со инфлацијата, која според очекувањата оваа година ќе се движи меѓу 2 и 3%. Според премиерот, добро е што во овој сегмент сме најдобри во регионот. Вели преземаат мерки, работат проактивно, со цел да не се дозволат осцилации на штета на граѓаните. Треба да сториме се што е во наша моќ да ја одржиме ценовната стабилност, имајќи предвид уште еден факт дека цените на мало се 1,6% изголемени, што е под 2%, 1,5%. Тука се оние цени на храна која што е процесуирана, како ја викаат, но и нормална. Тука се зеленчукот, овошјето и останатите услугите, да речеме. Така што задоволен сум од состојбата на базната инфлација која што успеавме да ја смириме. Државниот завод за статистика ги објави трошоците за живот во месец февруари. Инфлацијата се спушти под 3%, односно е 2,9 и е повторно најниска во регионот. Ако се има предвид дека Грција е 3, Бугарија е 3,5, Косово во јануари 5,8, Хрватска 3,8, а Словачка 4%.